Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска, на почетокот на седницата, при усвојувањето на дневниот ред, како пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, побаравме да се дополни дневниот ред со предлог закон за поддршка и рехабилитација на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани и на членовите на нивните семејства. Сметаме дека денес требаше да се предложи ваков еден закон, кој што не е обичен законски текст, туку е морална, институционална и човечка обврска. И овој предлог закон произлезе од најголемата трагедија во поновата историја на нашата држава, а тоа е пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Трагичниот настан кој што се случи на 16 март 25 година, кој однесе 62 човечки животи, имаме и над 200 повредени во оваа несреќа, остави трајни психолошки, социјални последици врз настраданите лица и нивните семејства. И овој настан ги истакна системските пропусти во доменот на безбедносните стандарди, инспекцијскиот надзор, институционалната подготвеност за справување со вакви катастрофи. И затоа предложивме да со овој закон ја превземеме нашата должност како народни избраници, но и како држава, да не дозволиме страдањата на граѓаните да бидат игнорирани или да бидат потиснати. И со ова конечно институциите да застанат зад народот, не само во моментот на трагедијата, туку во сите денови што следат во процесот на закрепнување со солидарност, одговорност, но и системска поддршка и конкретни мерки. Овој закон во целина опфаќа финансиска поддршка за жртвите и нивните семејства, здравствена и психолошка помош за повредените и преживеаните, поддршка во образованието, трудова и социјална поддршка и што е најважно, има јасна институционална рамка преку формирање на комисија за проценка и следење на поддршката на повредените лица, членовите на нивните семејства, со што ќе се обезбеди координација и проценка и следење на спроведувањето на мерките. По однос на финансиската поддршка, предлог е семејствата на секој лице кој го загубило животот како директна последица од несреќата има право на еднократен паричен надоместок за претрпена нематеријална штета, душевна болка во висина од 80.000 евра во денарска противредност, додека пак зависно од степенот на инвалидитетот за сите лица кои што ќе имаат инвалидитет е предвидена финансиска поддршка, односно надомест. За 100% инвалидитет 5 милиони денари, за 90% 4 милиони и 100.000 денари, за 80% 3 милиони и 700.000 денари, за 70% инвалидитет 3 милиони и 100, за 60% 2 милиони и 800.000 денари, за 50% инвалидитет 2 милиони и 500.000 денари, за 40% инвалидитет 2 милиони и 200.000, за 30% инвалидитет милиони 500.000 денари и за 20% инвалидитет милиони 200.000 денари. Исто така спомнав дека со овој закон се овозможува практично олеснување на постапките за добивање на здравствената поддршка, а тоа ќе значи и дома и во странство за лечење и за рехабилитација, образовна поддршка, трудова поддршка, а тоа е за родителите на лицата кои што се со повреди да може да бидат на одреден временски период на платено отсуство, поволности за родителите на настраданите и така натаму. Меѓутоа, денеска, иако на дневниот ред се најдоа законски решенија кои што беа поднесени по скратена постапка и доставени до собранието во истиот ден, тоа е вчера, едниот од законите, Законот за работни односи, беше ставен на дневен ред од страна на председателот на собранието, додека
ова законско решение, кое што требаше да биде решение на обединување на сите политички субјекти, апсолутно не беше ставено на дневен ред и од тие причини предложивме. И за нас, навистина, е чудно и неприфатливо како ВМРО, ДПМН и владиното мнозинство одбиваат воопшто да се дискутира за предлог закон кој што е поднесен од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кој што овозможува секаква можна поддршка на семејствата на страданите од Кочани, но и на оние од другите трагедии. И мислам дека е крајно неодговорно, неразбирливо зошто се одбива ваквото законско решение, кога постои можност, постои и пракса за носење на вакви законски решенија. Мислам дека треба да имаме сите малку поголем дигнитет, да имаме и образ да излеземе пред луѓето и да кажеме зошто сметаме дека требаше секој еден од нас да го поддржи ова законско решение. Мислам дека покрај тоа што ќе се помогне на овие семејства, многу ќе беше важна пораката која што ќе испратиме, а тоа е порака на единство, на солидарност и на сплотеност околу ваквите работи. Овде е и листингот во кој што детално се гледа кој гласал, а кој одбил воопшто да гласа во законодавниот дом. Така да сметам дека за ова треба сите заедно и повторно да се бориме, ако сакаме да направиме исчекор кон промени во системот. Благодарам.